И време е за едни поинакви содржини вака во пресрет на празниците одиме со нешто кое што ќе ни даде малку фантазија, малку креативност и малку поинаква енергија. Ја имаме нашата драга Ирена Пепелјуговска-Цветановски, која што ова утро заедно со незината соговорничка ќе ни проговорат за чоколенд и сите убави чоколадни задоволства. Добро утро! Добро утро, Сузе, до тебе, добро утро, почитувани. Еве една информација за чоколадото за почеток. Би сакала да ја споделам со тебе и со нашите гледачи, дека чоколадото, односно какаото, е пронајдено во 16-тиот век од страна на индијанците и веднаш било прогласено како еден преубав сладок напиток и било принесувано на боговите. Веќе во 17-тиот век се донело какаото во Европа, а некаде кон крајот на 17-тиот, почетокот на 18-тиот век во Швајцарија, во земјата на чоколадата, се мешало какаото со млеко и се добил оној преубав вкус на чоколадо и секако од денеска се препорачува барем по една коцка во денот да се конзумира чоколадо, бидејќи ни го подобрува расположението и секако ни ја подобрува концентрацијата и меморијата. За сите вас, сладокусци, и за сите вие кои што сакате да имате подобро расположение, ве повикуваме овој викенд во Веро центар. Значи, од денеска до недела, од 10 часот, па сигурно до 10 часот навечер, на една преубава чоколадна магија. Ова утро разговараме, имам двајца соговорници, разговараме со Снежана Ангеловска од Sweet Bakery и господинот Сидери Количев од Чоко Мед. Добро ви утро! Ви благодарам што малку порано отворивте денеска. Ете, за да видат нашите гледачи за каква чокомагија станува збор. Ајде, Снежана, со вас. Добро утро, Алфа, добре дојдовте. Благодарност ушеднашка за целата поддршка што ни ја давате на сите манифестации, акции, базари што ги правиме. Најнапред поздрав до екипата на цело студио на Алфа телевизија. Чоколенд 5-та година поред се одржува на иницијатива на маркетинг тимот на Веро центар. Секако со задоволство ја прифативме поканата затоа што 20 години веќе работиме само со чоколада и со чоколадна артистика и производи. Така да чест ни е денеска да сме тука и чест ни е да ги поканиме сите граѓани кои се расположени да дојдат и да ги пробат, да ја пробат чоколадната магија, да повелат на базарот чоколен, каде што ќе најдат не само чоколадни деликатеси, него и производи од чоколадо, као што се мојот ценет пријател и колега Сидо со чоколадниот мед, чоколадни свеќи, чоколадни украси, значи се она што е поврзано со чоколадото. Јас за почеток би сакала накратко само да кажам дека чоколадната магија е магија во текот на целата година. Меѓутоа, во текот на новогодишните празници тоа е навистина едно прекрасно задоволство, посебно за најмладите. Чоколадните куќарки, снешковци, чоколадните бомбони, се она колачињата, се она што може со што може да се засладите во зимските вечери, во празничните денови. Така да повелете, дојдете, бидете, ќе се дружиме со нас, ќе имаме голема сабота и недела културно-уметничка програма. Утре веќе имаме детска работилница, каде што децата ќе цртаат со чоколадни приливи, джинџербред колачиња. Така да ве повикувам мајки и татковци, донесете ги вашите деца да се забавуваат. Утре од 12 часот почнува работилницата. Само да прашам, Снежана, каде ќе биде точно работилницата, дали овде? Да. Работилницата ќе биде... Потребно е посебно пријавување или не? Нема потреба. Значи, секој дете што ќе дојде, секако ќе биде добре дојдено. Да ја развива неговата креативност, нормално да се испрљаме со чоколадото и со чоколадните приливи и на крај да се конзумира. Да, и секако дечињата ќе се ги понесат колачињата со нив. Во недела веќе ние школата на Андријана Јаневска, најмладите членови ќе ги будриме и ќе им даваме поддршка за нивните кариери понатаму. Значи, низините ученици од 7 до 17 години ќе бидат тука и ќе не забавуваат. Повелете, дојдете да се дружиме. Во Веро центаров постојано ќе има базари до 31. Еве во една прилика да ги поканам после чоколендот на новогодишниот базар, кој ќе трае од 24 до 31.
Новогодишниот базар, за тоа ќе известиме накнадно идната недела. Секако. Да го вклучиме во разговорот и господинот Сидери, кој што ни доаѓа од Чокомет. Ова е нешто ново на пазарот. Вие сте пчелар. Ајде малце накусо да ги запознаеме гледачите прво за вашата пчеларска работа. Ми кажавте повеќе од 40 години се занимавате со производство на мед. Преку 40 години се бавиме со пчеларството. Работиме професионално. Едни сме од ретките на Балканот што се бавиме како основна дејност на пчеларството. Така да едни сме од ретките. Се бавиме, значи имаме доста наши производи. Работиме селидвено, значи луѓето не препознаваат. Значи според нашиот мед што е номадски мед, не така го имаме. Значи самиот мед се вика номадски, бидејќи значи тоа е селидбено пчеларење, затоа го се вика номадски. Имаме доста производи, имаме значи од дабов мед, од костенов мед, ливадски мед исто така е многу убав. Имаме доста други производи мешано со мед, али најновиот и најдобар производ според нас моментално е мешавината со лешник, какао и мед. Ова и тоа е чокомет, така? Чокомет. Богато е многу со калциум, магнезиум, значи многу се препорачува за анемично слабокрвност, значи многу е добар, така да многу луѓе сега еве што земале, значи последниот месец ден, значи многу се благодарни. Така да Ќе го надополнам господинот Сидери, чоколадниот мед за прв пат вака репрезентативно се појавува баш на чокобазарот и нас не е голема чест што е денеска тука со еден ваков чоколаден производ. Може да представите и некои од вашите производи, со што ќе се представите на Чоколенд, еве веќе ја наредивте вашата трпез. Да, така. Значи ова се нашите производи, имаме значи темниот мед, се не знам колку се гледа од тука. Значи овој мед е значи богат со минерали и железо, што највише луѓето, еден добар дел од луѓето го конзумираат. Ливадскиот мед што е богат со витамини. Имаме доста мешавини со полен, со прополис, имаме значи мешавини мед со тан исто правиме многу добар. Значи тоа е ризница на витамини и минерали, така да имаме доста други ликери, имаме нешто ги правиме врз база на мед. Така да може секој да повели, да проба, да види. Вие прв пат учествувате. Што е суштината, значи збориме за овој чокомед. Чокомедот му доаѓа нешто врска исто како нутела што е еврокремот. Али што е работава? Така, само што целата работа е што нутелата се прави со бел шеќер. Сите значи ние сакаме да го избегнеме тој бел шеќер. Се работа значи ова е мешано со мед, така да е значи многу подобро. Ќе имат луѓето значи прилика ако сакаат да дојдат да видат за што се работи, дека стварно е укусно и стварно е здраво. Верувам што има таква комбинација мед какао и што беше друго мед какао? Мед какао и лешник. Така е. 15 до 20% значи имаме лешник, така да е стварно богат. Една природна и здрава нутела. Имаме уште 2-3 минутки додека да се одјавиме од овде. Дали сакате, Снежана, да дополните нешто, да ги представиме и останатите учесници? И каков е интересот за Чоколенд, бидејќи не е прва година што се случува? Веќе 5-та година и мене ми е многу жал што другите учесници не се тука, затоа што базарот ни почнува од 10 часот и дојде ни се само оние најхрабрите, што рано стануваат. Ранобудните, да. Секако имаме свеќи кои се исто направени со чоколадо. Имаме госпоја Снежана со бабино хоби која во знак на чоколадото се потруди да направи чоколадни капи и топли шалчиња за децата. Свит бейкери со чоколадните производи. Овдека имате за овој базар имаме потрошено некаде околу 120 кг чоколада за овој Чоколенд. Господинот Сидер со медот и секако хуманитарна организација кој се придружен дел од сите наши базари, кои се сорачно изработени винци и джинџер бредови, за да се вклопат во базарот, нели? Тука ќе дојдат подоцна и други изработувачи на чоколади и други изработувачи на джинџери. Ќе биде доста богато. Ќе биде баш магично, како што кажавме, еден убав Чоколенд, убав базар. Нека повела сите да дојдат да пробаат,
да се уверат во нашиот квалитет, така да. Значи не се размислувајте. Да. Сите патишта водат кон Вероцентар. Денес, утре и задутре. Дојдете да се дружиме и да се забавуваме. А вас големо благодарам уште еднаш од срце за целата подршка што ни ја давате и на Свит Бикер и на хуманитарна организација Ангелчиња Коа, затоа што продажбата на овие производи оди во хуманитарна организација Ангелчиња Коа, која преку 20 години работи хуманитарно и секако сега пред празниците најповеќе е потребна помош. Ви благодарам многу. Ке ве оставам сега да си ја довршите работата, значи да си ги подготвите како што треба штандовите. И јас само ќе се придружам на поканата. Еве, сите патишта нека водат овој викенд во Вероцентар, каде што ќе се случува на вистина една преубава чоколадна магија. Донесете ги вашите дечиња, ќе има и работилници и ќе има убава програма. Ви благодарам, Сузе, ако имаш некое дополнително прашање, можам да им пренесам на нашите гости. Правам план овој викенд кој ден да го посетам Чоколендот. Ти благодарам многу и ве поздравувам таму сите. Верувам дека ќе биде навистина магично и ќе мириса на чоколадо уште од далеку.